Добар е, криптоентузијасти од топлата Малта. Малку одмор денес, но знаете и сами дека работата и понатаму продолжува на нашиот канал. Но додека го пиеме вечерното кафе, би рекол вечерното кафе, би сакал да поразговарам со вас за една многу битна тема. Нешто што баш денеска го разговаравме повторно со Димитар. Секоја чест, значи, дечкото влегол во авион и дошол само да се види со мене, значи искрено ја бев импресиониран. Ја мислев дека ја дојде на одмор, но на моје изненадување буквално блокирал, не знам, 2 лета за 3 дена само за да дојде да се сретне со мене. Значи за мене тоа е голема чест, големо достоинство, морам да признам, така да му благодарам уште еднаш и нели баш денеска разговаравме на интересна тема која што сакам да ја споделам со вас, која што мислам дека е доста битна. Односно, станува збор за нетрпеливоста на луѓето, посебно кога држат некој одреден проект. И тоа дека ги земеме неколку интересни примери, меѓу кои ќе ги земеме, да речем, ADA и XRP како пример. Сега, зошто го велам ова? Многу од луѓето, посебно некои што се нови на крипто секторот, имаат очекување дека треба да бидат наградени веднаш. Значи, што уствари тоа значи? Тоа значи дека они, кога одреден коин ќе го купат, очекуваат дека наградата ќе дојде веднаш. Значи, станува збор за нешто кое што вие сте го купиле пред не знам една недела и вие очекувате дека веднаш треба да направи, не знам, 2-3x во вашето портфолио. Зошто е ова толку битно? Значи, не заборавајте дека некогаш потребен цел ден циклус за одреден коин да го даде својот резултат. Зошто го велам тоа? Значи, земете го Ethereum во 2016-2018 bull маркетот. Значи, во оваа ситуација на Ethereum му беа потребни практично 4 години за истиот да стигне од, не знам, $20 до $800. Така, во истата ситуација, ако земеме Cardano во претходниот bull маркет, кога истиот успеа, значи, буквално од 2 пени да достигне цена од $3, значи тоа е енормен раст, а единствената позитивна работа која што се случи за Cardano во целиот bull маркет, зборувам нели откако истиот е направен како блокчейн, е фактот дека истиот успеа да достигне на крајот на bull маркетот официјално да има свој нели смарт контракт, односно да биде смарт контракт компатибл и да може да се градат апликации и проекти на него. Што уствари со ова сакам да кажам? Некогаш е потребно да ставите време да помине за овој проект кој што сте го купиле да ја оствари добивката која што очекувате. Односно, повторно се враќаме на она исто дека крипто представува маратон, не представува спринт. И во оваа ситуација, значи, она што го зборуваме постојано, не само за целиот bull маркет, туку и за поединечни проекти. Скокови од еден во друг проект најчесто се случува да ги пропуштите најголемите, најпозитивните делови од раст на еден коин. Значи, кога еве него и техничарот, без него ништо. Значи, во оваа ситуација, што уствари е најбитно да сватиме? Најбитно е дека значи, морате да ги запазите фундаменталните вредности на овој проект. Односно, кога бирате одреден проект, правите истражување, како што тоа го правиме на нашиот канал. Значи, посветувате одреден период во кој што вие практично гледате дали овој проект вас ви одговара и дали ви се допаѓаат неговите фундаментални вредности, техничка анализа и така натаму. Се додека овие вредности не се променуваат, не гледам причина зошто поголемиот дел од вас би изгубиле доверба во овој проект. Се разбираме? Еве исто така можеме да го земеме и Matic како пример. Значи, Matic во оваа ситуација е во многу лоша состојба. Истиот се наоѓа на апсолутно дно во кое што се наоѓаше практично во целиот bear маркет. Така, но јас ни по точка разум не продавав ниту еден коин од овој проект. Зошто е тоа така? Затоа што фундаменталните вредности за Matic, Polygon и понатаму се исти. Значи, тимот и понатаму работи напорно, роудмапот и понатаму е активен, се очекува да настапи Pol, значи тоа е новиот токен кој што ќе биде едно од најсовршените токени во крипто, во блокчейн технологијата, што значи дека фундаменталните вредности на овој проект и понатаму остануваат да бидат неизменети. Неговата вредност, неговиот начин како функционира и понатаму представуваат ремек дело. Така да, зошто сега би го продал јас овој коин, кога се наоѓа буквално на апсолутното дно пред почетокот на следниот bull маркет и конечно почнување на онаа голема алткоин сезона која што очекуваме. Значи, она што сакам да го напоменам е дека некогаш треба да им дадете време на овие проекти и она што сте го купиле да се оствари, се разбираме. Значи, да, не секој од овие проекти вас ќе ви донесе, не знам, 100x, тоа е нормално, но доколку веќе верувате во овој проект и пак ќе кажам, сето оно што сте го истражиле не е променето, туку оди на подобро. Значи, истиот ги исполнува целите кои што ги зацртал, гледате нови партнерства
не гледам причина зошто би престанале да верувате во него и зошто би ја елиминирале позицијата која што имате во овој проект. Значи не заборавајте дека и ова се проекти на кои што им е потребно време да го реализираат сето тоа што го испланирале. Така, потребно е време за нивна адаптација, потребно е време да си го најдат своето место во блокчейн, да речем сферата, па и подалеку. Така. И затоа што ќе напоменеме, како што веќе кажеме на самиот почеток, ќе го земеме повторно Ада. Значи ние имаме ситуација во која што Ада моментално само што не достигнала највисоко ниво на децентрализација дури до компарација со самиот биткоин. Се разбираме? Значи фондацијата целосно ја предава сета свој мок, се што поседува во блокчейнот на самата заедница. Зошто сега би се откажале од овој проект, на пример? Кога се уште не сме ни почнале во следниот булмаркет, а ние имаме ситуација во која што држави во Америка токму Кардано го избираат за избори. И тоа сега се најавува дека она што беше предложено и побарано од Кардано сега ќе дојде до ефект кога ќе бидат претседателските избори во ноември. Значи има неколку сојузни држави во Америка кои што бараат токму Кардано да биде блокчейнот на кој што ќе се спроведат изборите во овие земји. Значи веруваат на блокчейн технологијата на државно ниво. Така. И сега, овдека веќе имате многу примери, може да го земете и XRP како пример, така? Значи, да, разбирам, многу често се случуваат овие ситуации као, ајде, стейблкоин не ти треба. Во ред. Никој не може да ви каже што да купите. Секој го случува за себе, заедно со ризикот кој што го сноси оваа инвестиција. Нормално. Но она што сакам да го напоменам, што е многу битно, е дека некогаш треба да им дадете повеќе време на овие коини, на овие проекти, за да го реализираат тоа што вие го очекувате. Се разбираме? Значи, и тие проекти работат за вредноста на коинот да порасне. Значи, на сите тие проекти, на луѓето кои што стоат позади овие проекти и на заедницата како проект, значи, на сите нив им одговара да имате практично подобра цена на коинот на токенот. Така да во оваа ситуација, значи, вие треба да разберете дека целиот тој тим работи буквално за вас. Значи, тоа има некоја слична, да речем, корелација со одредена компанија. Каде што кога ви инвестирате и купувате акции во одредена компанија, вие тоа го правите затоа што очекувате профит. Дополнително дивиденда која што во оваа ситуација би можела да се спореди со стейкинг, така. Значи кога вие купувате Кардано, вие очекувате и цената на Кардано да порасне и да добиете солиден стейк кој што е да речем некои 3-4%, така. Така да во оваа ситуација е многу слично како инвестирање во компанија. Само што треба да разберете дека во оваа ситуација компанијата представува целиот блокчейн проект. Што значи дека целиот блокчейн проект заедно со неговата заедница работи на една единствена цел, а тоа е подобрување на цената на токенот. Цената на токенот најчесто е буквално и резултатот кој што доаѓа после целата таа напорна работа, после исполнување на главни чекори од roadmap, после надградување на самиот блокчейн и такви работи. Затоа уште ќе напоменам, значи јас не велам дека вие треба сега да останете во истите проекти кои што си ги држале од самиот почеток. Но уште ќе напоменам, кога имате промена во фундаменталните вредности, како што тоа го кажавме за Атом проектот, така, значи ние го напуштивме овој проект поради една единствена причина, а тоа беше кавгата помеѓу креаторите, односно основачите на самата фондација која што стои позади Атом. Че не можам да чекам овие луѓе да не знам покренат судски случај помеѓу себе и јас уште да чекам и да верувам во проектот, се разбираме. Но ако нема таков тип на промена на фундаменталните вредности на тимот, на роудмапот, не знам, партнери излегуваат од самиот проект. Не гледам причина зашто би го напуштил овој проект, кога гледам дека сето тоа што сум го истражил е се уште валидно. Така да, оно што сакам да го кажам е дека треба многу длабоко да размислите пред да одлучите да направите промени во вашето портфолио. Зошто го велам тоа? Секогаш вратете се назад и размислете зошто вие прво сте го купиле овој проект на самиот почеток, се разбираме? Значи, зошто се одлучиле да инвестирате во него? Зошто сте го држеле година дена? Така, значи, погледнете ги сите тие работи пред да одлучите. Дајте си време, ако сакате да промените нешто во вашето портфолио, не го правете тоа преку ноќ. Дајте си време и размислете дали е тоа правилниот потек, баш кога, уште ќе напоменам, многу е голема веројатноста дека наскоро ќе дојдеме до на алткоин сезона која што очекуваме. Наскоро не значи утре, наскоро не значи за 3 дена, значи наскоро значи во следниот период што некогаш може да трае дури и до декември па и наредната година. Така да бидете трпеливи, значи уште ќе напоменам, ова е маратон. Оние кои што се полого со самиот канал, нели, да не забораваат дека ние бевме на цени како 25 центи за Кардано, така да не заборавиме дека имавме $2-3 Chainlink, така да ние сме дошле многу далеку од тие цени, барем ако ништо дупло или тродупло до сега,
И затоа не заборавајте дека значи поголемиот дел од вас, верувам оние кои што следат нашиот канал полого, се веќе и дебело во профит. Така да не заборавајте дека ова е стандарден summer lull, што го нарекуваат. Така, значи луѓето се незаинтересирани, секој е на одмор. Имаме ситуација во која што и институциите моментално, нели, поради тоа што најчесто преку лето нема толку работа како што тоа е во есен, зима, пролет. Така да во оваа ситуација она што гледаме моментално, оваа незаинтересираност е минлив период. И верувам дека сето тоа ќе се промени. И не само што ќе се промени заинтересираноста на луѓето, ќе се променат исто така и некои работи кога конечно ќе добиеме потенцијален рейт кат во септември, кога сето ова ќе почне повторно активно да се случува. Така да јас разбирам дека моментално нема многу луѓе кои што сакаат да го гледаат мојот канал, тоа е што е. Не можеме да ги натераме со сила, на сите ни е тоа јасно, но она што сакам да го кажам е дека наскоро доаѓа период каде што ќе го повториме она што го гледавме од октомври па негде до март оваа година, каде што алткоините беа во еден голем скок. Значи, иако имаше мали корекции, поголемиот дел од нив направија многу солиден напредок. Ние не сме ни дошле до најдобриот дел од овој bull market, каде што алткоините ќе имаат енормен напредок. Повторно, не може никој да гарантира, вклучувајќи ми и мене, но од искуството кои што ги имаме претходните bull marketi, значи, барем, пак ќе кажем како и овој, веројатноста тоа да се случи е многу голема. Затоа и јас не сум излегол ниту една моја позиција. После оваа голема корекција која што имавме повеќе од 25% на биткоин и понатаму сум на пазарот и ги надградам своите позиции, но нормално секој од вас мора да одлучи за себе. Така да, она што сакав денеска да го кажеме, бидете внимателни, значи не избрзувајте од излегување од позиции додека не направите солидно истражување дали и колку треба да излезете од одреден проект. Ви благодарам, се гледаме во утрешното видео и поздрав од Криптогемиџија и од топлата Малта.